вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Еден месец по трагедијата, објектот на дискотеката Пулс се уште е под полициско обезбедување. 52 повредени се во болница. Има ли надеж во Кочани? Кочани е мртва. Тешко на родителите. Истрагата за пожарот во Пулс се проширува. Уште 7 полициски службеници додадени на списокот осомничени. Таравари сам се исклучи од вреди, заклучија коалициските партнери. Дали ВМРО ДПМН и ЗНАМ ќе прифатат промени во владината коалиција. Уште еден ден до новата мерка. Никој од маркетите не се пожалил на правилата. Министерот Дурмиши очекува ново намалување на цените. Српските студенти стигнаа до целта. По велосипедската тура до Страсбур најавуваат ултрамаратон до Брисел. Во тема на денот вечерва за хуманоста и за помошта на повредените од Кочани разговараме со представник од иницијативата Сапорт Кочани. Останете со нас. Точно еден месец помина од ужасната трагедија од Кочани, 61 од гостите го загубија животот, 200 беа повредени. Денеска во Кочани, на еден месец по трагедијата, беа колегите Даниел Василев и Јован Трајковски. Помина еден месец од најголемата трагедија во Македонија. Импровизираната дискотека Пулс во која загинаа 61 лица, а околу 200 беа повредени, се уште е под 24-часовно полициско обезбедување. Објектот и денеска е ограден со полициски ленти, а влезот внатре не е дозволен. На задната страна на објектот се гледа дека дел од конструкцијата е пропадната внатре. За сега непознати се причините зошто пропаднал дел од таванот. Кочани е мртов град. Ова беше најчестата и најгласната порака по пожарот во Пулс. Денес Кочани се уште ја преживува трагедијата. Кочанчани велат, нема да ги заборават жртвите, но животот мора да продолжи понатаму. Како е денеска да се живее во Кочани? Па како да се живее? Живее се, што да се прави? Тоа е било и толку. Тешко на родителите, на фамилијата. Градот ќе го помине тоа, секој си имал врска, работа и си гледа фамилијата, болката ќе остане и семејството за секогаш. Исто. Пред месец дена како е било и сега е истото. Дури чак е полошо, Кочани е мртва. Ќе успее ли градот да се врати во нормално? Тешка, време треба. Знаете, време треба. Време, тешка. Нормално. Стабилизираме, полека. Ќе се врати ли градот во нормално? Па ќе се врати, но. Мора да се врати. Животот тече, знаеш. Имаше тук. Кој изгубил, кој, не? Да сме живи и здрави. Повредените се уште се лекуваат, но се лекуваат и оние кои немаа физички повреди, но беа во Пулс на кобниот 16 март. Дарио Трифунов е младо момче кое за среќа вечерта било на маса близу излезот на дискотеката. Пред објективот на Сител раскажа се што видел вечерта, помошта која ја давал, но зборуваше и за траумите потоа. Вели, првите 3 дена по трагедијата биле најтешки. За спањето имав многу голем проблем, што го затворив очите, потсетив се на сликата, на миризбата на изгорената кожа, би стварно не можев да одам. Болница кога бев на проверка, требаше да дојме нешто таму. Не можев да улегнам унатре, што ми се враќаше сликата и со психолози, со друштво, исто така разговарам, што вика секојдневно. Голема помош за пребродување на психичките трауми бил Сапорт Кочани, иницијативата од млади кочанчани кои направија систем за директно донирање за жртвите од пожарот. Работата таму, вели, му ги оттргнала мислите од сликите кои постојано му се враќале. Дарио вели, Кочани се уште не може да излезе од црнилото кое го зафати градот. Осеќа се дека тоа се десило, уште се памне, вечерина градот е празен, кафичите не се полни како што беа и на училиште друга е атмосферата, никој нема мотивација и за учење и за седење таму на настава, ама ни помага тоа што сме сите заедно, разговор, за фраканција кажеме, насмееме се во тај момент и на момент како да забравиме на тоа и подобро е.
Поречи си еден месец Кочани доби градоначалник, но само вршител на должност до одржување на локалните избори на есен. Венко Крстевски ја презеде функцијата, а денеска ја одржа и првата пресконференција. Изборот на веде градоначалник беше клучно за општината да може да функционира нормално, бидејќи постоеше опасност вработените во институциите под капа на општината да останат без плата. Прашан како е денес во Кочани, еден месец по трагедијата, Крстевски вели ситуацијата е трагична. Никогаш нема и не смее да се заборави. Ова е трагедија од светски карактер. Ситуацијата е трагична, а патија владее на секој чекор. Крстевски не е задоволен од начинот на кој се води истрагата и побара конечно да почне да функционира владењето на правото. Јавноста во Кочани, пред се, фамилиите, на починатите на страданите, а и јас го делам истиот став, е дека сме незадоволни во целата постапка после несреќата. Сметам дека истата треба да биде неселективна и транспарентна. Додека се чека истрагата да доведе до виновниците за трагедијата, младите во Кочани се убедени дека ќе биде потребно време за да се залечат раните. Ќе успее ли Кочани да се врати во нормално? Ќе успее, да. Мислам дека нема да биде во скоро време. Што вика Димитар Попот, Кочани беше мртов рад, тој ќе воскресне повторно. Даниел Василев и Јован Трајковски, Сител телевизија. Се проширува истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, по извештајот на внатрешна контрола, на списокот се додадени вкупно 10 полициски службеници, но тројца веќе биле опфатени со постапката. Попладнево беа пренесени на распитка и судија на претходна постапка во Скопје. Деталите ги има Мирјана Давидовска. Уште 10 полицајци се под истрага за пожарот во дискотеката во Кучани. Полицијата приведе 6 мина, по еден се уште се трага. Тројца од нив веќе биле во притвор под сомнение за друго кривично дело поврзано со несреќата. Се работи за полициски инспектори, началници и командири кои од 2012 до 2022 подпишувале и делегирале одобрение за дискотеката да добие лиценца од Министерството за економија. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Обвинителството соопшти дека осомничените не извршиле целосна и детална проверка во врска со издавање на позитивна согласност за издавање лиценца за кабаре Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Со издавањето на согласностите сите заедно му овозможиле на правното лице да се стекне со лиценца за вршење угостителска дејност, иако истото не ги исполнувало предвидените услови. Од 7 мина новоосомничени, само еден актуелен полициски службеник, останатите се во пензија. 5 минути апсените биле началници во Штипската, а двајца во Кочанската полиција. Според информациите, актуелниот началник не се сомничи конкретно за пожарот, туку за постапка од пред неколку години. Не постапиле според прописите за мерките за заштита и не извршиле целосна проверка пред да биде издадена позитивна согласност за издавање на лиценца за кабаре, со што предизвикале опасност за животот и телото на луѓето, на место каде што се собираат поголем број на луѓе. Обвинителството побара мерки за предпазливост. Најавија прибирање на дополнителни докази за пожарот во Пулс. Обвинителите се состанале со стручни лица од повеќе области и ако увидот на лице место формално е завршен, вештите лица кои вршат испитување и анализи за потребите на постапката на лице место преземаат дополнителни действија. Со таа цел, објектот се уште е обезбеден и локацијата детално се прегледува. Дополнително до овој момент за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и 30 на десктоп и лаптоп компјутери. До сега за пожарот во Кучани осомничени се 59 лица и 3 фирми. Меѓу нив има 4 поранешни министри за економија, директори на ДЗС, ДПИ, општински инспектори, градоначалници и високи функционери на локалната полиција. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Незаконските притвори за трагедијата во Кочани се срам за правосудниот систем и уште еден доказ за селективната правда, која станува алатка на политичка пресметка, велат од Демократската унија за интеграција. Оваа пресметка со невини граѓани е
јасен обид да се заштитат блиски лица на власта, да се одвлече вниманието од вистинските причини и да се изгради лажен наратив за одлучна истрага. Дуи апелира до јавното обвинителство и судството: вратете се на правото и правдата. Држете ги одговорните, а не невините. Секое одложување на вистинската правда е соучесништво, ќе дојде денот кога правдата ќе побара име и презиме, порачуваат од Демократската унија за интеграција. Во контролите спроведени досега, кај 17 од вкупно 23 угостителски објекти се утврдени неправилности. Од нив на 9 им се одземени лиценците, а 8 не ги исполнуваат минимално техничките услови и имаат рок за отстранување на недостатоците. Ако не ги спроведат барањата, лиценците ќе им бидат одземени. 23 лиценци биле издадени. Добра. Значи, активни. Добра. И во минатото, и во сегашното време 23 лиценци се активни. Од тие 9 лиценци не ги исполнуваат минимални техничките услови, кои што се утврдени од Државен пазарен инспекторијат и сме известени и ние сме постапиле, сме им ги земеле лиценцата. Еден месец по трагедијата на болничко лекување остануваат 52 од повредените, од кои 47 се во странство. Лекувањето ќе биде долго, јасно име и на здравствените власти во земјава. Од двајцата критични денеска има добри вести за еден од нив. Сања Димитровска ги има информациите. 20 на повредени од пожарот во Кочани ќе бидат на рехабилитација од 1 до 2 години. Тоа го утврдиле здравствените власти со британски експерти, со кои ја разгледувале медицинската документација на сите што се хоспитализирани надвор од државата. А еден месец по големата трагедија, 52 пациенти се уште се на болничко лекување. 47 со недели се под медицински надзор во странски центри. Меѓу нив се и двајца кои од почетокот се во тешка состојба. И мало подобрување има кај еден од нив. Некои ќе бидат задржани подолго, што за нас реално е добро, кај што има услови. Веќе во Литванија едниот пациент уште еден месец е најавено дека ќе ги задржат. Имаме и веќе од неколку држави кои што ни се нудат за долготрајна рехабилитација бесплатна за пациентите. Меѓутоа ние ќе се обидеме преку владата да им осигураме барем и некои од семејството да престојува таму бесплатно и трошоци да им бидат криени. Во македонските установи на лекување се 5 пациенти. Меѓу нив и двајца во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, кај кои беше направена трансплантација на кожа заедно со уште 4 кои веќе се на домашно лекување. Во страшната трагедија животот го загубија 61 лице, а околу 200 беа повредени. Уште истиот ден почна транспортот во странски центри за оние кои имаа сериозни изгореници и повреди. Повеќе од 110 пациенти беа згрижени во болници во 22 европски земји. И тоа авионски, но и со возила на брза помош од Србија и Бугарија. Во исто време се организираше и бесплатен превоз и сместување за членови од семејствата. Според најавите од здравствените власти, утре уште еден пациент од странство ќе биде вратен дома. Сања Димитровска, Сител телевизија. Во тема на денот разговараме со можеби единствената светла точка во Кочани во овој изминат месец, со иницијативата Сапорт Кочани. Млади луѓе кои прават се за да ја вратиме довербата сами во себе и во нашата хуманост. Пред да го погледнеме разговорот, ќе ве поканам сите кои сте во можност да донираме и да им помогнеме на повредените и нивните семејства и да им покажеме дека не се сами. Донациите направете ги на supportkochani.com. Во продолжение разговорот со нив. Ивона Тодорова од поддршка за Кочани, гостин во тема на денот. Ивона, денеска се навршува еден месец од трагедијата во Кочани. Верувам, болката нема да исчезне никогаш, но како сега гледате на несреќата? Болката нема да исчезне никогаш. Денеска навистина е еден месец од погребите и сметам дека освен да изразиме сочувство до фамилиите и на сите пријатели, школски другари, соседи што ги загубивме, некако ако може да им порачаме дека никогаш нема да бидат заборавени и се што правиме моментално и се што ќе правиме во иднина ќе биде за нив и посветено на нив. Брзо се мобилизиравте за помош на настраданите. Дали сте задоволни од досегашниот тек на акцијата за поддршка на Кочани?
брзо се мобилизиравме, да, затоа што, како што кажав, тоа беа наши луѓе и ние ја чувствувавме таа потреба дека треба да помогнеме. Задоволни, не знам, ништо не е соодветно во моментов да кажеме, меѓутоа има во Сапорт Кочани голем број на волонтери со преголема желба. Сите наши, да кажам, приватни обврски се ставени на страна и акцентот и фокусот ни е на тоа и јас верувам дека тоа ќе вроди со некој плод. Не секој следи страницата Сапорт Кочани, е еден апел до граѓаните и до гледачите да можат да погледнат што се случува со оваа иницијатива, но колку средства се донирани, како се распределуваат, на кој начин, бидејќи според вашиот сајт прилично се разликуваат донираните средства од лице на лице? Донираните средства се разликуваат од лице на лице затоа што досега Сапорт Кочани навистина нема никаков контакт со пари, бидејќи ние само направивме на веб страна каде што беа соберени сметките на родителите, на погодените од трагедијата нормално, нели, на оние кои што ни дозволија и кои што имаа желба да се најдат на таа страна и хуманите граѓани кога ќе го отворат вебсајтот на Сапорт Кочани само можат да ги видат сметките и директно донираат на родителите, така да Сапорт Кочани нема, да кажам, влијание кому на колку би било донирано. Меѓутоа сега регистриравме Сдружение на граѓани со што би имало една заедничка сметка и од некои идни активности што би ги имале, нели би се средствата би се распределувале равномерно. Добро, имате една мапа интересна, има интереси од македонски граѓани, па и други граѓани од светот за донирање? Апсолутно мораме да бидеме благодарни на диаспората на одредени држави, добиваме поддршка. Еве апел и до другите држави дека се уште поддршката е потребна. Мапата што ја спомнавте, тоа беше на почетните денови, бидејќи ние навистина не знаевме кој пријател каде ни се наоѓа. И на таа, нели, бидејќи беа транспортирани насекаде низ светот, и таа мапа служеше како помош да можеме да видиме, нели, во кој град се наоѓа некој и така полесно да се донира. И да им помогне и на тие што се лечат и нивните семејства. Дали некој од тие што добиле повеќе, условно да кажам повеќе средства, се откажале од тие средства во корист на друг кому повеќе му требаат? Вака, многу луѓе се јавија и кажаа дека средствата до сега што ги имаат добиено ги препратиле на друг родител. Тие се сите родители во иста мака и навистина си помагаат. Дури ни се јавуваа луѓе и ни велеа тргнете ме сега од страната. Тоа, да се разбереме, не се луѓе кои што имаат соберено доволно донации. Затоа што ништо не е доволно и затоа што ова закрепнување ќе трае многу долго. Сега се појавуваат некои операции на очи. Слушаме за можност за ампутирање на одредени екстремитети и тоа чини навистина многу. Меѓутоа, толкова надеж ни влева што постои толкава солидарност во Кочани и одговорот е да, одредени родители за момент се откажуваат од средствата, ги препраќаат на други родители и така натаму. Затоа имате и нашата поддршка, патем обезбедувате и стручна помош за настраданите. Од она што го видов, личи дека е доволно, меѓутоа дали навистина се доволно пријавени психолози за поддршка и дали има интерес кај повредените, нивните семејства и семејствата на настраданите да добијат таква психолошка поддршка? Да, сме во комуникација со Комора на психолози, навистина се нудат да помогнат, ги има на терен во Кочани. Дури предходната недела и ние, што сме, нели, членовите на тимот на Сапорт Кочани, имавме една средба со психолози. Да кажам, не убедија да ја имаме таа средба по мотото дека во авион доколку се случи несреќа мораш прво на себе да ја ставиш маската за дишење за да можеш да помогнеш на другите околу тебе. Исто така нешто што не можам да го исклучам е навистина дека кое дете како ни се враќа во градот, тоа сите се наши другари и навистина најголем дел од нив прво доаѓаат кај нас во канцеларијата па потоа одат дома. И ние сме првичниот контакт што го имаме со сите што се враќаат од болница, ние сме контактот со родителите и навистина сме изложени на сето тоа. Сега да го заокружиме овој дел од разговорот за тоа што беше, нели, како вид активности до сега преземавте?
Како извинете? Каков вид активности досега преземавте, освен што објавивте сметки на страданите да се донира, во смисол на помош од други субјекти, настани, манифестации? Еве, тоа е, да кажам, свеж апдейт на страната, меѓутоа го има. Навистина изразија желба многу локални бизниси, кафичи и така натака, факултети кои што организираат настани, ние им даваме поддршка со тоа што сега на веб страната имаме секција каде што ќе можат да се најдат сите изминати настани кои што биле организирани со цел средствата да се донираат за повредените во Кочани, сите кои што во иднина ќе се одржат и така натака, и потоа од тие настани кога ќе се завршат, нели ги донираат средствата преку Сапорт Кочани на повредените. Еве, интересен момент е што вечерот токму се одржува и спортска манифестација, фудбалски надпревар, Вардар Црвена звезда, средствата собрани од билетите одат за настраданите во Кочани. Што се планира следно од Сапорт Кочани? Следно, Сапорт Кочани не е нешто што, да кажам, ќе згасне за брзо време, така да ние си ветивме на самите себе и на нашите пријатели дека нема да дозволиме и ова да биде секое чудо за 3 дена. Така да во Сапорт Кочани се случува органски, се случува во согласност со потребите. Еве, например, сега морам да спомнам нешто што ќе се случува во иднина. Тоа е иницијатива во организација на Домот на културата во Кочани, Бели Мугри. Иницијативата всушност беше првично на локални уметници и од тоа се тргна да сега да се дојде до некој финален продукт на која што Сапорт Кочани навистина дава огромна поддршка и сме многу благодарни за тоа, а тоа е што на 26 во сабота во Домот на културата во Кочани Бели Мугри ќе се одржи хуманитарна аукција на уметнички дела, од која што сите собрани средства ќе бидат донирани преку Сапорт Кочани на повредените и засегнатите од оваа трагедија. До денес имавме и пријавување од уметници. Најпрвен требаше да биде само од локални, потоа се прошири од уметници на национално ниво. Навистина имаме и звучни имиња, се собраа над 50 на дела. Еве уште еден апел, доколку некој уметник кој што е хуман досега не слушнал за ова, да може да ги исконтактира лицата од Домот на културата Бели Мугри и да земе дел од оваа аукција. Главно слики или други уметнички дела? Што се нудат од уметниците? На вечерта на аукцијата ќе бидат лицитирани само физички дела, нели, уметнички дела, меѓутоа може да се најдат повеќе информации на социјалните мрежи на Сапорт Кочани, да се контактираат одговорните од Домот на културата кои што нели го организираат ова, тие би ги насочиле повеќе бидејќи мислам дека на изложба ќе има и ликовни, книжевни творби и така натака. А може уште да се пријавуваат уметници, еве кој ќе го слушнат овој апел? Може се уште да се пријавуваат уметници и тоа е до сабота практично до некој период, значи може тој број на дела да се зголеми, а со тоа и фондот на средства што ќе бидат донирани. Пријавувањето беше до денес, затоа што и пред аукцијата се планира некаде од 23 да има изложба на тие уметнички дела и ликовни творби, и книжевни творби и така натака. Така да пријавувањето е до денес, но еве нека ги контактираат вработените во Домот на културата и сигурно сум дека ќе се дојде до некое решение. Се уште има време. Ова изгледа дека е сериозна организација, освен иницијативата кој се учествува во реализација на еден ваков проект, кај што се многу луѓе засегнати од целата држава. Не сум сигурен дали од странство имате уметници кои што ќе учествуваат за поддршка? Од странство нема, затоа што немавме како логистички да го изведеме тоа искрено, бидејќи нели делата треба да бидат однесени во Домот на културата во Кочани. Меѓутоа, еве јас повикувам оние кои што ќе бидат, да кажам, гости на таа аукција, кои што ќе лицитираат, навистина ги очекуваме Стопанска комора, бизнисмените. Ова е настан од јавен тип, ги очекуваме сите хумани граѓани кои што би сакале да помогнат на погодените од оваа трагедија. Политичари, спортисти и така натака, веќе сме во комуникација и со федерации, и со многу различни организации, така да навистина се надеваме дека ова ќе биде еден настан кој што ќе има импакт и значење во помошта која што сакаме да ја. Заради уште едно објаснување, лицитирање со физичко присуство или онлайн лицитација ќе има? Лицитирањето ќе биде со физичко присуство. Со физичко присуство, значи еве покана до сите заинтересирани да дадат придонес. Каков вид на други донаторски манифестации се предвидуваат во следниот период?
Пак ќе кажам, има навистина донаторски манифестации. Имаме многу фирми кои што се заинтересирани. Заинтересирани се од диаспората. Еве, сега искрено не знам и дали треба да го спомнам ова, но А1, многу сме им благодарни и веќе најави дека донираат огромен број на средства, логистичка поддршка и се така натака во соработка со Сапорт Кочани, дека ќе правиме младински центар во Кочани, кој што ќе биде помош на сите, на сите кои што бидејќи сите во Кочани се погодени. Нема еден човек кој што не е погоден од оваа трагедија. Така да еве ќе искористам оваа шанса да ги повикам и другите фирми да стапиме во контакт и за се може да. На вашиот сајт во контекст на тоа прашање, освен спортскиот надпревар, гледам дека има и други културни, па дури и музички манифестации кои што се најавуваат, тие се во координација со вас, што ќе следат во следниот период, а средствата собрани ќе одат за настраданите. Така. Се што е на веб страната на Сапорт Кочани е во координација со нас. Тоа е, пак ќе кажам, ние само даваме поддршка преку тоа што, нели, да кажам... А тоа е на иницијатива на самите автори, изведувачи, клубови и така натаму. Така е, тоа си е на нивна иницијатива, ние им даваме поддршка, бидејќи Сапорт Кочани е направено со една единствена цел и ние нема да дозволиме ништо друго да ни го одвлече вниманието. А тоа е да се соберат што повеќе донации и на сите други можни начини кои што и да не се возможни, ќе ги направиме возможни, е да се помогне на погодените. Рековте дека сте многу миле ангажирани, еве секоја чест и на вашите колеги од иницијативата за активностите и начнавте дека нема да дозволите ова да згасне како иницијатива. Што е следната активност? Ќе прераснете во некакво здружение кое што континуирано ќе работи на хуманитарни мисии? Па на хуманитарни мисии. Сапорт Кочани навистина не знам како изгледа од страна, меѓутоа работата на терен, да кажам, во Кочани, што ја гледаме и од луѓето кои што ни се поддршка на социјалните мрежи, навистина гледаат некоја надеж во Сапорт Кочани е како да не кажам некој вид на спас, така да ние во ниеден случај нема да се повлечеме, туку ќе работиме, веќе регистриравме граѓанско здружение и ќе работиме на тоа да се дојде до целосно закрепнување и навистина не гледаме некои лимити и граници. Да, добро, тоа може да предизвика и широко општествено влијание за сите идни здруженија, нели како ќе се насочат во своето делување. Ивона Тодорова од Сапорт Кочани, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител. Ви благодарам. Ви благодарам. Вардар и Црвена звезда вечерва се среќаваат на Скопскиот стадион, но не во битка за бодови и пласман, туку со хуманитарна цел да се соберат средства за семејствата на жртвите од трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Арената е речиси полна. Каква е атмосферата, ќе ни каже колегата Зоран Јаневски. Зоран, што се случува? Да, Иван, за помалку од половина час овде на арената Тодора Броевски ќе се одигра пријателскиот хуманитарен надпревар помеѓу најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар и поранешниот европски и светски првак Црвена звезда. Ова е хуманитарен надпревар во чест на загинатите пред еден месец во Кочанската трагедија, каде животот го загубија повеќе од 60 лица. Па така сите собрани пари од продажбата на билети ќе бидат наменети за семејствата на загинатите. Според последните информации, до овој момент продадени се повеќе од 25.000 билети, што значи практично речиси целиот капацитет на стадионот ќе биде исполнет до последно место. Според најавите, дел од хуманитарниот надпревар кој што се одигрува овде вечерва во Скопје помеѓу Вардар и Црвена звезда ќе бидат многу легендарни фудбалери на овие два клуба, како што се Илија Најдовски, Дарко Панчев, Драган Канатларовски, Станислав Караси, Владимир Петровиќ, Бошко Ѓуровски, Здравко Боровница. Како што кажав и на почетокот, огромен број граѓани се упатуваат кон арената Тодор Броевски, каде за помалку од половина часа треба да започне хуманитарниот надпревар помеѓу Вардар и Црвена звезда во чест на загинатите од пред еден месец. Целиот настан има практично хуманитарен карактер, па така парите собрани од билетите ќе бидат наменети за семејствата на загинатите. Иван? Да, Зора, на 25.000 продадени билети само потврдува каква и колкава е хуманоста на македонските граѓани. Благодарам многу за вклучувањето во живо.
Таравари сам се исклучи од вреди, заклучија коалицијските партнери. Дали ВМРО ДПМН и ЗНАМ ќе прифатат промени во владината коалиција. Уште еден ден до новата мерка. Никој од маркетите не се пожалил на правилата. Министерот Дурмиши очекува ново намалување на цените. Таравари сам се исклучи од коалицијата вреди. Ова беше заклучокот по средбата на коалиционите партнери. Меѓутоа вели дека имаат потврда дека представници од партијата на Таравари веќе имале разговори со Ахмети. Од Алијанса неофицијално велат дека даваат уште една можност за договор и решение да одат со заеднички кандидати барем во некои општини. Ивана Соколовиќ најдова има повеќе. Меджетика Сами Ибрахими пресекоа. Таравари сам се исклучи од коалицијата вреди. Откако лидерот на Алијанса одлучи сам да ја трча трката на локалните избори, од вреди велат разобличени се неговите намери. Наместо единство направи раздор. Меджети обвини дека Таравари подолг период преговара со ДУИ и со олигарси. Имате изјава од господина Таравари дека има понуда од Влен 35%-40% во полза на Алијанса на албанците. Значи и тоа не му беше доволно, исцрпните преговори со месеци, значи и покрај тоа што се абсолвира сите политички аргументи и беше фаворизирана уште еднаш Алијанса на албанците, значи на него не му беше важна понудата, не му беа важни преговорите со Влен, бидејќи веќе има склучен договор со Демократската унија за интеграција и на некој начин тој е само исклучен. Едногласно одлучиле вреди да има заеднички настап на локалните избори. Коалицијата Влен денес одлучи да настапи заеднички на изборите и со советнички листи и со кандидати за градоначалници. Додека во наредните денови ќе се формираат и заеднички изборни штабови на Влен за заеднички настап на престојните локални избори. Во наредните денови ќе ве информираме и за политичката реорганизација на структурата и за стратегијата на Влен за престојните избори. По ваквата одлука на тројката од вреди, високи партиски извори од Алијанса на Таравари за Сител вела дека оставаат простор за можен договор за заеднички кандидати за градоначалници во неколку општини, но немаат дилеми дека како што кажа Таравари на листите за советници да одат самостојно со своји кандидати. Партиското раководство синоќа во Титово донесе конечна одлука дека за нив не се прифатливи понудите на коалиционите партнери, но не исклучуваат можност за разговори со некогашниот сопартиец Зијадин Села. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Дали промените во вреди ќе донесат промени во партнерите на владината коалиција? Од ВМРО ДПМН велат дека тоа се внатрешни прашања. Знам вечерва имаат состанок на највисокото партиско раководство, кои велат дека ќе го отворат и ова прашање. Владините партнери ги следат превирањата во коалицијата вреди, но за конкретни коментари ќе се чека конечната одлука на лидерите на коалицијата. Откако Таравари реши на локалните избори да излезе со сопствени советнички листи, што ја отвори можноста за распад на албанската коалиција, од ВМРО ДПМН, кусо велат дека тоа е нивно внатрешно прашање. Во моментов владината коалиција функционира редовно и нормално, коментираат од владачката партија, но без конкретен одговор, дали би било прифатливо Таравари да остане дел од владата како посебен четврти партнер при евентуално напуштање на вреди. Според неофицијални информации од извори од владачката коалиција, без разлика на исходот од состанокот во вреди, Алијанса на Таравари останува дел од владата. Коалицијскиот партнер ЗНАМ пак вечерва ќе одржува седници на највисоките партиски органи, на кои покрај за партиски прашања ќе се разговара и за состојбите во владината коалиција. Вреди и ЗНАМ и досега повеќе пати јавно си разменија остри тонови и за укинувањето на балансирот за вработувањата во јавната администрација по етничка линија и за употребата на албанското знаме во кабинетите на министрите, а ставовите ги судрија и околу идејата за формирање на Албанска академија на науките и уметностите. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Уште еден ден до новата мерка. Никој од маркетите не се пожалил на правилата. Министерот Дурмиши очекува ново намалување на цените. Српските студенти стигнаа до целта. По велосипедската тура до Страсбург најавуваат ултрамаратон до Брисел.
Уште еден ден останува за целосна имплементација на новата одлука, со која маркетите се должни секој ден во 10 часот наутро да ги објават цените на производите на својата веб страна. Никој од маркетите досега не се пожалил на правилата. Министерот Дурмиши очекува ова да донесе и ново намалување на цените. Ниту еден трговец не се пожалил од правилникот за објавување на цените на интернет, вели министерот за економија. Почнувајќи од задутре, сите поголеми маркети, аптеки, бутици, продавници за бела техника, играчки, железари. На веб страна треба да ги истакнат сите производи што ги нудат со сенивните цени. Ослободени се само трговците кои имаат до 10 вработени. Тој што нема да го почитува законот ќе добие казна и до 10.000 евра. До сега не е постигнато ниту една информација дека имаат проблеми за спроведување на овој правилник. Ако не е постигнато такво нешто, нормално дека ДПИ ќе постапува соодветно според своите надлежности. Министерот го образложи правилникот според кој цените ќе треба да се ажурираат секој работен ден до 10 наутро, а во случај на попуст мора да биде означена и редовната цена, процентот на намалување, како и времетрењето на акцијата. Очекувањата се дека со ова цените дополнително ќе се намалат. Замрзнатите цени и ограничените маржи на над 1000 производи дадоа ефект, смета Дурмиши. Во март имаме намалување на инфлацијата на годишно ниво која изнесува 2,7%. Додека во март месец, поредено со февруари, забележена е дефлација од 1,3%. Мерките истекуваат за 2 недели, а дали ќе продолжат за сега е неизвестно. До сега пазарните инспектори направиле над 500 контроли и утврдиле околу 65 неправилности. Забрана за работа од половина месец и парична казна добиле 9 фирми, меѓу кои маркети, аптеки, увозници и дистрибутери. Мартин Арсов, Сител телевизија. Градските советници не ја променија одлуката која беше донесена во време на ковид кризата. 5 денари дневно за метар квадратен како комунална такса ќе плаќаат угостителите за просторот кој го користат како летна тераса. Угостителите ќе продолжат да плаќаат по 5 денари дневно за квадрат како комунална такса за закуп на терасите. Предлогот на градоначалничката Арсовска за враќање на тарифите како пред короната, односно 15 денари, не беше изгласан. Во надлежност на град Скопје се објектите кои се наоѓаат на плоштад, покрај кеј, на градските улици и булевари. Што значи во центарот на градот, за 100 метри квадратни кафанџиите плаќаат по 15.000 денари или само 250 евра месечно за закуп. Од СДСМ го одбија ваквиот предлог, затоа што сметаат дека Арсовска имала 4 години да ги смени тарифите, а не сега 6 месеци пред истекот на мандатот. Ако општинскиот буџет е празен, според нив требало да се зголеми наплатата од даноци на имот, која не ја плаќа секој втор собственик на имот. Со што градот би можело да покорисно и поцелисходно да го креира буџетот на градот Скопје, а не да има 40-50% ненаплатени приходи од даноци на имот. Нема да го поддржам заради тоа што и сегашната цена од 5 денари по метар квадратен спаѓа во законскиот предвиден рок, односно минимум. Мнозинството советници не го прифатија предлогот за враќање на старата цена на комуналната такса. За поскапувањето гласа само 6 мина. Секој од општините самостојно одлучува за износот, но праксата покажува дека во моментов низ општините за квадрат се наплаќа од 8 до 15 денари дневно. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.